Бушави глави! Здраво, јас сум Симон Трпчевски, пијанист сум, некои велат дека сум и клавирист, ама тоа е едно исто, да знаете. Што да ви кажам, драги деца, околу мојата професија, така наречена. Сметам дека тоа треба, како и секоја друга професија, да биде едно големо задоволство. Мојата прва љубов инаку беше хармониката. И сега, кога ќе помислите меѓу хармониката и пијаното, има барем една иста работа, бидејќи и кај хармониката и кај пијаното има дирки што треба да ги стискаме за да свириме, нели? Само кај хармониката се овде, а кај пијаното се овде. С тоа што кај хармониката пак има малку потешко заради тоа што има басови од левата страна и треба да тегнеш, ќе те заболи ова ракава и мускулов овде, ама затоа ќе еш па на масажа. Во секој случај, сакам да ви кажам дека сестра ми вели дека јас сум најсреќниот човек на светот, заради тоа што се занимавам со музика. Замислете секој ден главата да ви е полна со музика, дори да не можете и да спиете, што цело време слушате музика, дали свирите, дали пеете во главата, што и да е. Меѓутоа е многу убаво во секој случај и ви препорачувам, доколку не свирите на некој инструмент, барем да пробате да си пеете. Не мора тоа да биде секогаш кога ќе се капите или под туш, ама кога ќе ви текне, тогаш да се запеете. А некогаш да ми дојдете на концерт. Јас удобно игрална и сум била на концерти. Знам многу добро како е тоа. Детата изводуваат некои работи, оро, балет, може гимнастика. Тој е мајстор за концерти. Тој ќе кажува кој ќе свири, а кој нема да свири. Тој што е главен. И затоа го викаат мајстор. Ако се растури нешто, он ќе го поправи. Тој што е мајстор за концерти, тој е директор таму. Тој што го викаат концертмајстор, тој што готви. Во оркестарот има еден главен што се вика концертмајстор. Бушави глави. Концерт мајстор или концертмајсторка, дали е машко или е женско. Се разбира за машките, може би понекогаш е поинтересно да бидат женски концертмајсторки, а меѓутоа тоа е, значи, човекот кој што седи на првиот пулт и на првото столче во оркестарот. Прва виолина, не само прва виолина би ја нарекле, туку, ете, кога седи на првото столче и е така назначен, нели, затоа што си има во секоја организација правила, тој е концерт мајстор. Важен е и да биде секогаш подготвен да даде некои многу, да кажам, предлози кои што ќе помогнат во текот на подготвувањето на композицијата. Се разбира, треба да биде отворен и на други предлози од своите колеги. Меѓутоа, за контролата, дури и на дисциплината во текот на пробата, исто како кога сме на час, да речеме, на училиште, кога некој не се однесува како што треба, па наставничката ќе каже: ајде сега, деца, мирни, тука е там диригентот во оркестарот кој што треба да каже, меѓутоа на диригентот, кој што е како главен, да речеме, на пробата, му помага на прво место концерт мајсторот, кој што е тука да им помогне на сите, не само да ги стиши, да речеме, некојаш кога ќе бидат недисциплинирани, туку и да помогне со начинот како поубаво тоа да звучи начинот на свирење. Навистина, најважно е тој сепак да биде на едно ниво, да кажам, да биде добар свирач и музичар, може би на поспремен од останатите, затоа и го бираат како концертмајстор. Тоа не значи дека другите се неподготвени, нели? Меѓутоа, секогаш во групата или во одделението или во компанијата, во овој случај во оркестрот, има некој што е лидер, водич, така што во овој случај после диригентот тоа е концертмајстор.
Imame kosa, nemame češel. Nije sme bušavi glavi. Imame plan ovde da započne cel svet od početok. Nikada nema ovakva ekipa. Bušavi glavi. Samo ti mi fališ i site dojeden da bideme najdobri, najumni. Može kad naučiš nešto da dobiješ odgovor zašto. Igrajući ti zona. Nije sve bušavi glavi. 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 Nikola Tesla, Picasso, Vivaldi. Za bušavi glavi. Može ne znaš nešto ke naučiš sve što lesno kako se pravi. Imame radost, nemame taga. Bušavi glavi. Obrzi sme nije odbrzata hrana. Nije sme najzdravi, najsmi. Može ke naučiš nešto da dobiješ odgovor zašto. Igrajući ti zona. Nije sve bušavi glavi. 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 Imame kosa, nemame češel. Nije sme bušavi glavi. Imame plan ovde da započne cel svet od početok. Jedan pišuva knjiga, drug sviri gitara. Sika sme bušavi glavi. Neko saga film, neko saga teatar. Nije sve odhačeni, posebni. Može kad naučiš nešto da dobiješ odgovor zašto. Igrajući ti zona. Nije sve bušavi glavi. 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 Да пеам како оперски пеар. Треба да пеам, да се спремам. Чекај, onda како беше манат. O sole mio. Бонтонот го користат сите, бидејќи тоа е многу добро ако се користи. Бонтон е некое дете или било кој да се однесува добро со така некој друг, да се однесува културно. Ги навредуваат другите, им се подсмеваат. Па, например, некому да му помогне, да не го тепа, да биде добар спрема него. Кога некој ќе кивне, треба да му кажеме на здравие. Треба да му кажеме дека треба да се однесува културно. Не. Ако некој другарче падне, да го фатиме за рака и да го кренеме и да му кажеме добро ли си. Па дека ние тоа го чувствуваме во нас и го гледаме. Ајде идеме. Пази лево. Пази десно. Пази, пази Гошо. Да бев мало дете, помало од што сум сега, ќе кажев дека бонтон ме асоцира на бонбон, тоест на бомбона, нешто сладко, а нема врска со сладко. Бонтон е како ние се однесуваме, колку знаеме да се однесуваме и колку можеме да бидеме културни или некултурни. Бонтонот се среќава секојдневно, од училиште, преку работа, во театар, на концерт, во продавница, да бидеме добри кон околината, значи кон луѓето што се околу нас, да знаеме добро да се однесуваме и тоа ќе не направи подобри луѓе.
Bušavi glavi! Рибата е суштество кое што плива во вода. Они не можат да зборат. Има многу видови риби, секакви бои се. Има пастремки, сабјарки и уште риби. Риба е животно што плива во вода. Рибата не лекнува да спие. Е животно кој што живее во вода. Може да плива и во река и во езеро. А може да ја чуваме и дома во аквариум. И децата и возрастните треба да ја јадат рибата. Јас јадам највеќе риба ослич. Најопасна риба е ајкулото. Кај нас нема ајкули бидејќи нема океани и мориња. Обично се јаде риба за бадник. Таа не се заморува кога плива во вода. Рибата може да плива во море. Бушави глави. Риба е животното кое што живее обратно од нас. Затоа што таа не може да зборува, не може ни да слуша, а ние многу зборуваме и се слушаме, и на рибата и пречи воздух. Ако е рибата на воздух не може да обстане, а ние во вода не може да обстане. Имаме коса, немаме чешел. Ние сме бушави глави. Имаме планов де да започне цел свет од почеток. Никаде нема ваква екипа. Бушави глави. Само ти ни фалиш и сите до еден да бидеме најдобри, најумни. Може ке научиш нешто, да добиеш одговор зошто. Играј учи ти со нас. Ние сме бушави глави. 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 Никола Тесла, Пикасо и Валди. Се бушави глави. Може не знаеш нешто, ке научиш се што лесно како се прави. Имаме радост, немаме тага. Бушави глави. Побрзи сме ние од брзата храна. Ние сме најздрави, најсилни. Може ке научиш нешто, да добиеш одговор зошто. Играј учи ти со нас. Ние сме бушави глави. 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 Имаме коса, немаме чешел. Ние сме бушави глави. Имаме планов де да започне цел свет од почеток. Еден пишува книга, друг свири гитара. Сите сме бушави глави. Некој сака филм, некој сака театар. Ние сме откачени, посебни. Може ке научиш нешто, да добиеш одговор зошто. Играј учи ти со нас. Ние сме бушави глави. 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 И јас имам свој инструмент и ќе отсвирам на него.
Глад кога си гладен нешто, кога сакаш да јадеш, ама не можеш да најдеш храна или да не ти дадат да јадеш. Глад е кога ти се јаде, а немаш ништо дома. И многу си гладен и не можеш да истрпиш. Глад е кога си гладен и сакаш нешто да јадеш. Глад е кога ништо не си јадел цел ден и многу си гладен, кога нема да имам време, да ќе останам гладен. Глад е кога си гладен, кога не си јадел ништо ни од сабајле, ни поручак, ни вечер. Глад е кога ние сме гладни, кога немаме јадено ништо, тој ден кога не сме биле гладни. Глад кога ти се јаде, а немаш ништо за јадење и само седиш и ништо не јадеш. Глад е кога многу си гладен, ама немаш ништо за јадење, а те мрзи да купиш. Глад е ако, например, ти се јаде. Глад е нешто кога ќе си гладен и кога ќе ти се јаде. Мушави глави. Гладен кога ти фали храна во стомакот. Да. Кога си многу нервозен дека не можеш ништо да правиш, дека ти се јаде само нешто цело време. Бушави глави. Немојте да брзате да станете возрастни, затоа што кога ќе станете како мене, ќе сакате да бидете дечиња. Денешниот предизвик во Бушави глави е имитирај звук на гајда. Не, чекај. Како мал, прашував од што се прави гајда, вели од кожа од овца. Се дуе кожата од овцата и кога ќе ја притиснеш, таа испушта воздух и има едно дрвце кое што испушта звук и воздухот поминува низ тој звук и потоа ги даваме тоновите. И јас верев како мал, чекај, па зошто има таков звук, ако е тоа од овца, значи треба да има ваков звук. Бе, 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 бе. Се на што имавме и сега. Бе, 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 бе. Тоа е мојата гајда.